Лjuše, Ej, тука не си бе, Лjuše? тука сум Дедо Мраз, пакувам подароци. Па излизи бе, Лjuše, да те видиме, кажи добро вечер. Еве сум, добро вечер на сите. Ајде, другарчињата те гледаат веќе. Лjuše, Да, да те прашам нешто, повели. ама слушај ме добро. 101 крава, колку не взимат? 101 помножено со 4, Лjuše, не брзај, полека. Да. Концентрирај се, размисли добро. 101 крава, колку нозе има? па само една крава стои. Стои една крава, значи 4 нозе Дедо Мраз. Конечен одговор. Браво бе, Лjuše бе, браво бе, Лjuše бе. Одговорот е точен. Браво. Јехе! Супер си. Дедо Мраз, Ке ни ја раскажеш таа приказната со таа една боја, каква беше сребрена, златна, со животно едно, знаеш тоа абе, што лета? за гуската. Да, Абе, да, оставиме си, ја знам јас работава. Ајде, имам и јас Пакувај работа. си таму ти подароци, ајде. Имам работа, чао, чао! Добро вечер, драги дечиња. Вечерва ќе ви ја кажам приказната за гуската што несела златни јајца. Таму некаде во некоја планина, во некое село, во една убава колиба, си живеел еден фармер со својата сопруга. Си живееле така сложно, се разбирале, си работеле заедно и имале една специјална, една прекрасна, една убава гуска, што секој ден им носела по едно златно јајце. Златото јајце им носело повеќе од доволно пари на фармерот и на неговата сопруга, за да си живеат нормален и среќен живот. Ништо не им фалело. Еден ден, додека фармерот го земал златното јајце од плевната и си помислил: зошто да имаме само едно златно јајце и секој ден да доаѓам еднаш дневно и да го земам златното јајце? Зошто да не можеме да си земеме повеќе златни јајца или да ги земеме сите златни јајца на гуска? Дедо Мраз, па тоа не е убаво, зошто така помислил? Па видиш, станале алчни. Оу, Сакале да ги земат сите јајца. леле. И рекол: јас ова туку речи го решив да го направам, ама ќе ја кажам идејата и на домакинката. И така утредента, наместо сокошница за јајца, тој земал еден голем стап во раката и се упатил кон гуската. Ама, Дедо Мраз, па нели лошото со лошо се враќа? Да, ама овие станале алчни, Лjuše. Едва и чекам да ја дослушам приказната. И додека гуската несела златно јајце, фармерот ја зграпчил и направил. И брцнал натре во утробата на гуската. Оп! Нема јајца! Внатре не нашол ниту едно златно јајце и сватил дека неговата гуска, за жал, не е повеќе жива. Фармерот веднаш ја сватил својата глупава грешка и почнал да плаче. Плачела и неговата сопруга, плачеле двајцата, но веќе било доцна. Како што одминале деновите, фармерот и неговата сопруга станувале се посиромашни и се тоа само заради нивната алчност. Која е поуката од оваа приказна? Епа, ете Дедо Мраз, лошото со лошо се враќа, а доброто со добро. Затоа не треба да бидеме алчни. Дали е тоа поуката на оваа приказна? Токму тоа, Лjuše, не треба никој да биде алчен во живот.